Топ тема, добро вечер. 8-те локални избори завршија со исклучок на 4 општини каде изборите ќе бидат повторени за 60 дена. Апсолутна победа на ВМРО ДПМН со 54 градоначалници плюс Скопје, голем пораз на СДСМ кој падна на само 6 градоначалници. Порази за ДУИ со 4 градоначалници наспротив Реди кој доби 8 градоначалнички места. Со Струга во следните 4 години ќе раководи независниот кандидат Менди Кјура, со Куманово знамна Максим Димитриевски, со Шуто Оризари Курто Дудуш од Унијата на Роми. И тоа е изборниот скор. Гласачите го искористија својот ден, некои со пенкало, многу повеќе останувајќи дома, трети со протестен глас. И упатија пораки и до победниците и до поразените. А какви и кои, вечерва дебатираме со Илија Димовски, поранешен пратеник. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. И Имер Селмани, поранешен пратеник, поранешен министер и поранешен председателски кандидат. Добро вечер и добре дојдовте. И градоначалник. Добро вечер, добро време. Димовски, ако овие избори беа оценувани како избори со многу непознати, но сепак со крупни дилеми, има изненадување и кои сега после вториот круг? Па првиот круг беше позиционирањето, веројатно, поголемо изненадување. Во принцип немаше многу големи изненадувања, она што во вториот круг се очекуваше како резултат беше веројатно како ќе завршат изборите во Карпош, како ќе завршат изборите во Кичево. Другите општини или градот Скопје беа известни со своите резултати. Според мене, во принцип, нема. Првиот круг ги поминавме изненадувањата, вториот круг горе-доле помина во очекувањата. Синоќа 3 прослави, Скопје, Барвеница и Кичево. Што е побитно, цело Скопје ВМРО-ски град или победата во Почани и Кичево? Се е битно. Битно е какви ќе бидат резултатите на избраните градоначалници, базично, но ако ме прашувате како член на ВМРО ДПМН, емотивно, можеби победата во Кичево има огромно значење за мене и веројатно и за сите кои што се дел од таа политичка партија. Ке ги дискутираме сите аспекти, господине Селмани, за почеток. Апсолутна победа на ВМРО ДПМН, ги кажав сите овие одлики и очекување на почетокот и во најавата. На тоа може да се додаде само можеби дали имаме ремиза знам или блицкриг победа или најава за подемна левица. Ако тоа се главните констатации, што би додали, што би одзели како ваш заклучок? Значи, оно што ја дефинира иднината на наредните неколку изборни циклуса, односно на следните веќе парламентарни избори, е далеку подоброто позиционирање на ВЛЕН како коалиција пред ДУИ и опозицијата која што настапуваше под коалицијата АКИ. Значи, и самиот ВЛЕН можеби ќе беше презадоволен со плюс едно освоено градоначалничко место, меѓутоа ова упедлива победа од повеќе од 20:1 во однос на освоени градоначалнички места, за нив се разбира дека е огромна победа, голема победа, која што ги гаси сите дилеми не само кој е победник, туку и околу легитимитетот на продолжување во учествувањето на владата и владената коалиција, меѓутоа и она што беше најавено како референдум дека на овие избори, зависност од резултатите кај албанскиот политички кампус, ќе има или нема да има предвремени избори, ќе има или нема да има голема промена во самата влада, на некој начин стави народот, значи гласачите рекоа дајте, продолжете, направете добри дела таму кај што победивте, ве додолжуваме дупло, затоа што сега сте и на централно ниво, и на локално ниво, сето тоа што го ветивте, сега е време да го исполните. На вака да кажеме, краток, народски кажано начин, огромна одговорноста во редовите на ВЛЕН, меѓутоа секако дека тие паралелно со овој процес следи и нивно организирање внатрешно, затоа што знаете, тие се
организирани како коалиција која што настана вклучително и со Арбен Таравари пред минатите парламентарни избори. Сега Арбен Таравари го нема, меѓутоа внатре имаме двајца, да кажеме, лидери кои што ја потврдија својата позиција, моćна позиција со победите на Изет Меджити во Скопје и околината и победата на Билелка Зами во Тетово и околината. Така што пред нив секако постои одлучувачки исчекор како ќе се организираат и внатре во самата партија. Другото се разбира дека можеби не беше толку очекувано, да кажеме, изборниот пораст на СДСМ со неучествување дури во вториот круг на изборите за градначалничката позиција во град Скопје и по бројот на освоени градначалнички места прв пат СДСМ, после можеби 30 и колку години, секојаш била или прва или втора по освоени градначалнички места, сега се постави на третата позиција после Влен. Ова е можеби големото изненадување и се разбира, ако нешто тамо успеа да си го задржи или да си го зачува, што се вика честа да си ја зачува, е градначалникот на Центар Горан, кој што успеа да победи по втор пат на локалните избори во општина Центар. Другото е веќе можеме да се повториме само дека колку беа добри, колку беа коректни, веќе не ги гледаме тие жалење гласеше еден за двајца, еден за 5 мина, не се најдов на листата и така натаму. Изборниот процес е и текако понапред. Културата кај граѓаните, демократскиот капацитет е пораснат секако. Секаде, значи, и во едно семејство имаме, пошто нели ние живееме тука, функционираме тука, веќе сме дојдени во една фаза да и во самото семејство внатре некој вика ќе гласам за ова партија, друг вика ќе гласам за таа партија, значи сепак зборува и за демократско развивање внатре во општеството и се разбира, за мене беше едно, да кажеме, интересен развој, односно се случи Кичево, која што вклучително со објавените прислушкувани разговори кои што претекоа за кандидатот на ДУИ недела дена, 10 дена пред првиот круг и се самата на себе и нанесе тежок пораз, односно сите тие граѓани кои што има нешто во себе беа допрани од, не знам, аморалноста или сомнежите за злоупотреби и така натаму со градоначалничката функција, на некој начин го казнија и не дозволија еден таков модел да продолжи да управува по четврти или пети Кичево пат. или деталите, еве прво пред да продолжиме да ја слушнеме изјавата од премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од синокешната оценка за изборниот ден. Но морам и да признам и да соопштам една посебно силна порака која доаѓа оваа вест. А таа е од нашето Кичево. Кичево! Падна Фатмир Дехари. Падна од народот кои се обедени против раскалашеноста, недомакинското работење и се докажа дека никој не е посилен од народот. Но и покажавме што можеме кога сме обединети. Таму соработувавме различни вери, различни припадности, против оние кои го влечеа градот надоле. Ова ја отвара вратата дека можеме да се обединиме. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци, останати христијани и муслимани. ВМРО ДПМН, СДСМ и другите околу вредностите и во онаа политика која што им е потребна на граѓаните. На ова треба да работиме. Победи со животот и вербата во вредности.
Ова е голем и важен пример колку можеме да постигнеме кога сме обединети. Победи идејата дека Македонија е дом за сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци и останати. Драги кичевчани, јас сум со вас и Кичево периодот што следи мора да биде и во владиниот фокус. Падна мито дека Кичево е нивно или наше, мала или голема општина. Кичево е на кичевчани. Победи надежта дека иднината не се гради со поделби, туку со почит и заедничка работа. Таа победа не е само локална, таа е символична. Таа зборува за Македонија што созрева, за народ што не се плаши да се обедини околу вредностите, а не околу поделби. Таа покажува дека народот е поголем од политиката и дека верата во подобро утре е посилна од секој страв. Тоа беше премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Падна мито дека Кичево е нивно или наше, Кичево е на народот. Соработувавме различни вери, различни припадности против оние кои го влечеа градот надолу. Тоа се клучните поенти. Димовски, знаете, ви од партиите и поранешни функционери имате навика да навлегувате детално и по избирачките места и така имате појасна слика и од кои се тие различни гласачи доаѓаат гласовите. Имавме ли реално победа на заедништвото, бидејќи денеска некако како прекор прозвуче пораката на Фатмир Лимани? Па не, јас уште во текот на ноќта ги погледнав избирачките места низ Кичево, за да погледнам каква е ситуацијата на терен, но го гледав и говорат на веќе избраниот градоначалник Александар Јовановски, кој што дословно се заблагодари на сите кои што помогнале во таа, и тука имаше и турски партии, и ромски партии, и левичарски, и десничарски, и албански партии, и македонски партии и така натака. Така да, тоа што он го прокламираше, јас го видов и во избирачките места, не во огромен број, не во некаква фрапантна бројка, но скоро во секој избирачко место во Кичево, дури и во оние каде што живеат исклучиво албанци, има гласови за господинот Александар Јовановски, за градоначалник. Така да не може да се каже дека Кичево се поделило по стриктно национална линија, дека секој што е македонец гласал за него и секој што е албанец гласал за господинот Фатмир Дехари. Но пораката и во ова што премиерот го каже, и во тоа што имаше сосема во ист тон обраќање сношти новиот градоначалник на Кичево, она што е битно е да немаме некакви триумфализми. Јас и во друга пригода кажав, ова е една од општините каде што секогаш ќе биде тесна разликата, има уште неколку такви општини, треба да научиме символика дека треба да градиме систем во кој што никој нема се чувствува дека го добил или го изгубил Кичево, или победил или изгубил во некаква судбоносна историска смисла, заради тоа што тоа ќе ни ги отежнува односите во државата, нема да ги олеснува односите во државата. Така да конкретно да одговорам, да, имало албанци кои што гласале за кандидатот на ВМРО ДПМН. Имало и турци, имало и роми кои што гласале, имало и македонци со... Не прашам, бидејќи тука се прекршува многу прашања, ова изјавата на... Имало и македонци со муслиманска вера кои што гласале за кандидатот, така да поддршката која што тој доби, тие 1000-2000 разлика која што е направил, е базирана на поширока поддршка. Бидејќи пораката на Лимани ја цитира, моментот е да разбереме дека триумфализмот води кон уште подлабоки поделби во метничките односи, нешто што не му е потребно на градот, кој е веќе речиси безнадеж, испразнети, раздуш, завршен, кампањата заврши, воздржете се од навредливи зборови, така натаму. Не е спорна. Извинувам, некако ми личи на оние прво заострени ставови на БЕСА и сега неможност, нели, пробаа да ретерираат, но сепак не може да одат до крај во однос на ретерирање на ставовите кои што го имаше и господинот Касаби. Знаете како, изборниот процес е процес на политичка капитализација на моменталната поддршка која што ја имате во граѓаните. Очигледно е дека владеачките партии, иако имаа такви
да речем, искричења помеѓу себе, има многу поусогласен пристап кон изборите отколку опозицијските партии, освен во Скопје во вториот круг, кој што го видовме во резултатот на Амар Мециновиќ. И тоа е легитимно. Значи, политичката капитализација, односно остварување на политичката моќ, е она кое што се мери како политичка ефикасност. Да, влен, нели, можеме да ги броиме гласовите, но клучните општини во Македонија, да не речем скоро сите општини каде што мнозинство се албанците, ги доби влен. Така, клучните општини, да не речем скоро сите каде што македонците се мнозинство, ги доби ВМРО-ДП. Таа е политичката капитализација која што партиите умешно ја најдоа формулата и го донесоа резултатот. Или по-народски кажано, коалицијата, значи на централно ниво функционираше и на локално ниво. Интересно дека имаше надпревар во Долнени, директно, значи, кандидат на Влен против кандидат на ДПМН, во Брвеница исто така, 1-1 таму заврши, доби кандидатот на Влен во Долнени, доби кандидатот на ВМРО ДПМН во Брвеница, меѓутоа коалицијата со синоќешните завршни резултати во Струга се виде очигледно дека функционираше, а исто така и пред денот на изборите и во Кичево изјавите на Фатмир Лимани, кој што беше кандидат, кој што за малку гласови не се квалификуваше за вториот круг, беа гласајте за подобриот. Добре, значи, сепак знаеме како дојде до тие изјави, да не ги заборавиме првичните изјави на Билјалка Сами кои доведоа до буквално експлозија на односите во коалиција. Изјавите на Фатмир Лимани уште вечерва, кога он не се квалификуваше во втори, односно утредента, кога он не беше квалификуван за вториот круг, беа не можам да повикам од ова позиција која што имам, информациите кои што ги имаме и сето тоа што го гледаме во Кичево, поготово со прислушкуваните разговори кои што излего на виделија, не можам да повикам граѓаните што ме гласа, мен, албанците што ме гласа, да гласат по етничка линија, туку повикувам да се гласа за најдобриот. Таа изјава беше пред изјавата, несреќна изјава на Билјалка Сами во телевизија во Албанија, во кој што јас ја видов. Значи таму беа неколку соговорници и некако беше фатен во шахмат позиција Билјалка Сами, ја даде таа изјава. Немој прв пат да дава такви изјави, па потоа да се правда на превод. Така што коалицијата вчера се виде дека функционираше на локалните избори. Кој е вашиот генерален впечаток, бидејќи ако одиме по партиски изјави или по изјави на партиски представници, може да се добие сосема друг впечаток. Гледате ли вие триумфализам и обратно го препознавате ли тоа заедништво и заедничка одлука за идните 4 години за која што говори премиерот? Мислам дека тука тоа треба ние да го разгледам сега и да ги следиме наредните чекори, односно наредните денови, наредните месеци во смисла на испорака на резултати. Таму има задоволство, нескриено задоволство. И тоа е многу јасно, кога победуваш во едно село, да победиш, си среќен, задоволен. Секако дека ВМРО ДПМН синоќа славеше во Кичево од задоволството затоа што победија. Меѓутоа, во пораките, изјавите, ниту на кандидатот, ниту на господин Мицковски, нема триумфализам. Значи, и едниот и другиот во своето обраќање се повикуваат и се заблагодаруваат на сите поддржувачи, без разлика на етникумот, верата и така натаму. Така што мислам, затоа што ги имат информациите, дека сепак не е победата издвоена исклучиво само заради тоа што се добија ВМРО-вски гласови или македонски гласови. Туку таму, значи, имаме една, да кажеме, смешана гласови кои што се добар дел граѓански, кои што оценија дека во овој изборен циклус треба да добие господин Александар како кандидат на ВМРО ДПМН и треба да води општината наредните 4 години. На крајот на денот, јас денеска сум многу така пријатели на телефон и кога се видовме, па викам, зашто изберувате на Кичевчани, значи што гласа Значи имаше за прв пат и независен кандидат кој што рамо до рамо беше со останатите партиски кандидати. Викам, Александар е зет на албански зет, на крајот на денот
И од таа призма треба да се гледа целата. И па да, и нели сопругата на Александар имаше едно прекрасно обраќање, можеби прв пат ја видовме господјата, меѓутоа имаше едно обраќање кое што застана како силна поддршка на сопругот, бараше гласовите. Треба ние да се навикнаме. Или пред малку спомна, ќе има неколку така општини, а веројатно понатаму исто така ќе има плюс општини каде што на крајот еден грст на гласови кои што се космополитски ќе тежнеат, односно ќе го дефинират победникот од едната или другата страна. Исто тоа, ние уште повеќе само можеме да кажеме дека да, направивме исчекор кон поддемократско и по граѓанско општество. Без разлика што некаде и нема и ќе има битка и за етнички прашања. Меѓутоа не треба се гледат црно-бело. Ако има да кажеме битка за етничките прашања за некоја тема, сега ние само за тоа ќе се фатиме, нема да ќе го ставиме комплетно она што е нашето чувство за потребата од граѓанство. Обично со години се вртиме во круг во другата матрица, бидејќи двајцата го споменавте и демократскиот изборен ден, мирниот изборен ден, колку овој резултат во овие две места и крај за она, за жал, можеби единствена несакана пракса останата, своевиден, можеби неизборен инженеринг, меѓутоа непријатна слика која што вчера беше изразена во 12 чартер летови. Јас мислам дека тоа треба да стане тема во постизборниот период. Сега веројатно ќе имаме други некакви приоритети во државата. Но во моментот кога ќе се отвори изборниот законник, мислам дека неколку работи се поука од овие избори. Прво, мислам дека треба да примениме европски модел кој што го прави разлика во правото на глас за локални избори од државни избори. Под државни избори разбирам претседателски и парламентарни. Во голем дел од државите во Европската унија правото на глас на локални избори не е поврзано директно со државјанството, односно со статусот граѓанин, туку е поврзано со местото на реалното живење. Има случаи во Европската унија, во држави, луѓе кои што не се граѓани на именувана држава, да имаат право на глас на локални избори заради тоа што живеат година, 2, 3, 5 во одредена локална средина, а граѓани кои што не живеат во таа средина, иако по адреса им се водат документите таму, подолго време во друга држава, да го немаат правото на глас на локално ниво. И мислам дека некоректно е да луѓе кои што имаат постојано живеалиште во Базел, во Цирих, во Берлин, било каде, да одлучуваат за прашања кои што се поврзани со секојдневното живење. Имаше, да не звучам непријатно, но ако во Заја се уште немаме адекватен канализационен и водоводен систем, луѓето кои што доаѓаат од Базел, гласаат да остане таква состојбата, не прават корист на никого, прават штета на своите роднини кои што останале да живеат во Заја. Тоа е првото прашање. Секојаш има и различни интерпретации, дури и вчера имаше, ама и другите носе, ама и не беше Кичево, имаше и Струга. Не, во ред. Се носело и во Виница, и во Блатец за парламентарни избори и така натака, и тоа све треба да се стави на маса и да се разгледа. Но треба да се разгледа, посебно заради тоа што сега станува јасно дека тоа не може да биде одлучувачки фактор. И нема да биде, или ќе биде се помалку одлучувачки фактор. Ќе го немаат партиите притисокот дека прават нешто кое што ќе значи смрт или живот. Второто прашање кое што за мен исто така треба да се изанализира, е поврзано со едно друго. Трето прашање е цензусот во првиот круг од 33%. Практично што се случи? Во првиот круг во Гостивар немаше 33,33%. Ако имаше 20 повеќе гласачи, ќе имаше втор круг хипотетички. Таму немаше да има втор круг, но ќе имаше хипотетички, а во вториот круг со 10% од излезени гласачи може да се избере градоначалник. Така, малце е нелогично. Односно да бидам конкретен, што јас мислам дека на маса покрај ова првото прашање треба да се стави намалување или укинување на цензусот за избор на градоначалник во првиот круг, заедно во пакет со намалување или укинување на цензусот за избор на претседател на државата. Зошто? Заради тоа што и двете, посебно второто, се користело како политичка алатка за уценување, а ова првото, после овие избори, може да стане алатка за уценување на било кои следни локални избори. Доколку партија X процени дека нема шанси да победи во општината Y,
ќе се повлече, нема да учествува, нема да победи и другата партија, заради тоа што очигледно процентот на излезеност генерално се движеше до 50%. Не само, Така повели. Овие три прашања, само да оформам, овие три прашања за мене се некаква поука или мисла која што јас мислам дека треба да се стават на маса. Тоа е правото на глас на луѓе кои што немаат постојано живеалиште на територија на општината, како дилема, цензусот во првиот круг заедно со цензусот за избор на претседател на државата. И плюс забелешките на ОПСЕ одиха. Секако, тие нели по дефолт, министрите ќе ги кажат. Јас без да навлезам во тие трите забелешки, јас би додал една многу битна која што ја гледаме сега во Европа секаде скоро и во околината, да нема втор круг. Има само прв круг. Добива тој што ќе освои глас повеќе. Од тројца кандидати, парламентарниот систем во Англија. Еден глас повеќе. Не само парламент на локално ниво, значи за избор на локалните власти, значи за градоначалниците. Значи нема цензус, нема втор круг, туку едноставно тој што добива еден глас повеќе, тој си го добива мандатот прв. Тој што е прв. Дури може да има 5 души. Еден глас повеќе од второрангираниот. Тоа едноставно го фокусира целото внимание и битката во првиот круг, да се направи таа разлика кој е подобар, значи имаме многу поквалитетна кампања ќе имаме, нема да има задкулисни во смисла јас се бойкотирам, ако гледам дека губи, па он нема да направи цензус, или да кажем, ај ќе видиме првиот круг, па вториот круг ќе направиме, ти ќе ме поддржаш мене тука, јас ќе те поддржам тебе таму и добиваме некаква си. Ама ова и двајцата го кажувате релаксирани од позицијата дека сега не седите во ниту еден партиски штаб. Ова идеја тешко ќе помине, затоа што вие лично, господине Селмани, имате и друго искуство. Председателски кандидат кој успел да мобилизира и многу македонски гласови. Поканивте како луѓе кои што имаме искуство, така? Како имаме своји профилаци политички, идеолошки. Прашањето ми беше како ќе ги убедиме овие другиве на кои што овие калкулации им се многу битни, кои што уште не може да излезат од матрицата дека проблемите ќе ги решаваат со 12 или 20 или имало и повеќе чартер летови на избори. Тоа ми беше прашањето како јавност да се наметне тоа. Мислам дека е многу одговорно и од моја страна и од господин Селмани што ги отвараме како теми. И се колку повеќе се овие теми предмет на дискусија во јавноста, толку повеќе ќе мораат да бидат дел од агендите на политичките партии. Тоа е процес, не е дека ние ќе ги кажеме работите денеска ќе се решат, но мислам дека е добро да се отвараат вакви теми. Затоа што едноставно ние сите изборни циклуси што ги доживуваме како едно општество, мала држава, премногу фокусирана, значи целата јавност, целото внимание, сите државни функционери на локално и на централно ниво, и тоа е едно забелешките нели на ОПСЕ ОДИР, дека сите министри, министерства едноставно месец, 2, 3, 4 месеци скоро да не функционираме. Затоа значи во насока и на скратување и на трошоците, и на фокусите, и на времето, убаво е да се размисли веќе добри искуства што има во околината, на запад, да се заврши целиот процес во првиот круг, таму кај што има коалиции, владините партнери нека седнат, нека се договорат и прв круг. Зашто значи ние видовме прв пат ВМРО ДПМН не извади своји кандидати во Тетово, во Струга, во Гостивар немаше кандидат, ги поддржа кандидатите на својот коалиционен партнер. Така што имаме, не дека немаме искуства. Само тоа, јас мислам дека е добро, постојува избори, кога веќе имаме известно време од 2-2,5 години, немаме изборни процеси пред нас, барем предвремени. Ако нема. Ако немаме, да. Немаме во календарот предвремени избори, односно редовни избори, треба да се седне, треба да се разговара, се со цел да се скрати непотребно трошење пари, ресурси, време, затоа што ние и така како потребно сите овие државни функционери да си работат својата работа за кој што се избрани. И локалните и централните функционери. Значи граѓаните и те како имаат потреба од толку многу услуги кои што се уште не ги добиваме, а ги посакуваме. Допирате уште едно прашање од општите пораки од изборите, а тоа и прашањето со одзивот под 50% и особено специфично за Скопје овој пат 35
35,33%. И второто прашање кое што произлезе, тоа е големиот број на неважички гласачки ливчи. Има тука порака? За првото, ќе ви кажам. Значи, во дел од општините во трета и четврта изборна единица, каде што имаше по-концентрирана политичка битка помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМ, имаше голем одзив. Значи, Крушево, Пробиштип, Македонска Каменица, Валандово, Демиркапија, Дојра, че имаше одзив поголем од 70% на некои места. Што кажува дека кога има конкурентност, кога има биполарност некаква во политичкиот спектрум, тогаш и мотивацијата на гласачите да излезат е поголема. Спротивно на тоа, во општините каде што имаше известност дека нема надпревар во таа смисла, односно беа известни победниците уште од пред 2-3 месеци, како и впрочем за изборот на градоначалник на град Скопје, одзивот беше помал. И во првиот, и во вториот круг. Така да од тој аспект може би недостасува, оно што јас го кажувам, не лицемерно, не саркастично, навистина, добро е да има опозиција, заради тоа што ни седен таков процес на надпревар, ќе се видат слабостите, предностите на луѓето, на политиките, на програмите, на концептите и шансата да избереме подобри градоначалници, пратеници, министри, било што, ќе биде поголема. Тоа е околу одзивот. Онаму каде што беа очекувани резултатите, беше помал одзивот, онаму каде што беа неизвестни резултатите беа со голем мотив. Видете го Пробиштип, видете Македонска Каменица. Огромни одзиви, неверојатни. Крушево, Конче, Дојран. Значи, тие се помали општини на вистина, но покажуваат дека доколку СДСМ на државно ниво беше во кондиција или имаше добри кандидати какви што имаше на одредени места Валандово, на државно ниво, веројатно ќе го имавме тој одзив и на државно ниво. Ќе имавме, можеби, немаше да имаме 70%, но ќе имавме 60, 62, 65% одзив. Така да, тоа прашање, мислам дека е прашање кое што повеќе ќе треба да се поставува на луѓе кои што се дел или се поблиски до... Споредбите обично сега се прават врз основа на тоа токму. Голем дел од тие општини кои што ги споменавте, тука е разликата за победа од 19 па се до 20, 30, 70, 90 гласа. До 100 гласа, а нас проти тоа нема општина каде што нема дупло 5 до 10 пати повеќе од самата разлика неважички гласови. Видете што се случи. Пробиштип, Крушево, се општини кои што ВМРО ги доби со 20-30 гласа разлика. 60 гласа, не знам точно. Каменица и Зрновци ги изгуби за 10-20 30 гласа разлика. Во исто време, градови од типот на Велес, Прилеп, Битола, Шти, Охрид ги доби со 3:1, 4:1 во разлика. Значи, и затоа помал беше одзивот во општините каде што е поголем капацитетот на гласачи. Ме разбирате? Сега, Велес носи 40.000 гласачи, имаше 40% излезеност. Да разбирате што ми е поентата. Кога ќе дојдеме во одреден момент, веројатно ќе дојдеме да има поголема конкурентност, поголема понуда, поквалитетна опозиција, тогаш веројатно и интересот за учество во изборниот процес ќе биде поголем. Господин Салмани, дали се ова, како што велат, и гласови на протест, бидејќи веројатно голема е бројката, особено на неважички гласови, а констатиравме дека сепак доволно демократски се еманципиравме низ сите зачестени изборни циклуси наназад и веќе ваквата бројка не може да се припише само на она незнаење или грешка при заокружување. Не, значи незнаење или грешка, мислам дека може да се бројат на прсти во секој избирачко место таквите ливчиња. Обично се со порака и пораката да. Јас си го користам своето право да ќе излезам, ќе го направам, нели, цензусот, меѓутоа ќе протестирам со тоа што ја правам неважечка, односно немам соодветна понуда од ниту еден кандидат. И тоа е демократско, не би требало да го имаме. Е демократско, тука политичките партии треба да си проценат зашто не успеват да ги анимират дали со несоодветни кандидати, дали со несоодветна програма или повторено ветување кој што не се исполнува во долг рок. Значи има повеќе причини зашто тоа се случува. Тоа е една работа и втора работа ние имаме гласови кои што се против се уште.
Значи, интересно е да се анализира призмата на град Скопје. Значи, имаме 95.000 со 60.000, а утре да има пак некакви се избори, јас сум убеден, како што се убедени во Левица, дека Левица не може да земе 60.000 гласови во Скопје само. Значи, тие се гласови кои што се против кандидатот на ВМРО ДПМН, односно против ВМРО ДПМН. Мислам дека сте грешка, Левица е убедена дека може да земе и многу повеќе во Скопје, но ќе мораме на реклами, па тој дел кој што е поинтересен ќе го оставиме за после реклами. Нели, во рамките на демократското владење и нели афинитети и очекувања, све се очекува. Меѓутоа, реално ништо не се случи спектакуларно од првиот до вториот круг да има толку голема промена во бројот на гласовите, односно да се дуплира и повеќе. Така што тие гласови се гласови кои што биле на некои други кандидати, претпоставувам, пред се тука се гласови на СДСМ и можеби некоја друга политичка партија, меѓутоа тие не се гласови. Тие се гласови, не се гласови за, тие се гласови против. И таквите ги секогаш ги имавме и ќе ги имаме во сите општини, не само во град Скопје. Пауза за реклами, па во продолжение и за Скопје. Сега, ако ја продолжиме дебатата таму каде што застанавме околу Скопје, повторно, особено кога е во прашање кандидатот на ВМРО ДПМН, бројките не тераат некако пак да ја отвориме таа дилема кој колку од коалицијските партнери испорача, односно зошто на примерот на Скопје не се направи еден поголем исчекор со поголем број гласови од албанските партии. Очигледно беше очекувањето дека вреди многу повеќе кој испорача условно, меѓутоа бројките кажуваат дека тоа едноставно па и не се случи толку многу. Значи не се случи толку многу, да. Ама се случи. Се случи, да. Во Сарај Орце има добиено 9:1. Значи скоро 4000 гласа се за Орце, наспроти 300-400 гласа кои што се за Амар. И таа е најголемата разлика во цела територија, во 10 општина на град Скопје. Зашто излезеноста не е толку голема? Известна беше победата. Значи, јас бев на денот на гласањето и реално, значи, фино, убав амбиент, доаѓаат луѓе по двајца, по тројца, по еден, значи гласат, меѓутоа секој што доаѓаше, известно беше дека Орце ќе победи. И тоа некако демотивирачки луѓето да излезат. Немаше надпревар вистински за тоа да битката ќе биде тој или тој. Значи, мислам дека ова е клучен фактор зашто таа излезеноста не е толку висока, впрочем и во другите општини е помала излезеноста, а дека има помалку гласови од тоа што Влен имаше за своите кандидати во првиот круг, и тоа е вистина. Меѓутоа има и во Чаир, и во Сарај, кај што се нели две општини со доминантно албанско население, гласови за Орце. Сега некој гласал и без Влен да го поддржи Орце, затоа што има реални очекувања и гласот секој си го смета како инвестиција. Јас, да кажеме, како аполитички, не сум член на политичка партија, мојот глас си го смета како инвестиција. Ќе инвестирам таму каде што мислам дека најдобри перформанси и резултати ќе ми донесе тој мој глас. Така што многу луѓе и од таа причина излегоа и дадоа глас таму кај што мисле дека дадоа. А има секако гласови кои што се и против. Преска кажав, веројатно сите тие што бројките што гласа за Амар 3909 само не очекува дека Амар кај ќе биде идниот градоначалник, меѓутоа гласа и тоа е демократски легитимно тоа да го направат. Сарај е типичен пример каде што имаше нели доаѓаше Орце на неколку совири, на помали, на поголеми, беше поддржан од функционери на Влен, од актуелниот градоначалник на Влен, кој што е градоначалник на Сарај сега. Меѓутоа, луѓето едноставно си препозна дека градоначалник кој што е на Сарај, кој што е од редовите на Влен, во соработка со градоначалникот на град Скопје,
ќе изместат или ќе поместат од мртва точка многу проекти. Почнувајќи од Матка, езеро Треска, влезот во Сарај, самото население на Сарај, хигиената, зелението, патиштата и многу куп работи кои што не чекат во нашата општина. Димовски имаше поголеми очекувања, 3909 на контото во вториот круг повеќе кај Орце Георгиевски, 30.810 кај Амар Мециновиќ. Впечатливо покрај ова голем број гласови во Сарај Чаир е и помал број гласови од во условно кажано традиционални бази во скопските општини. Неколку работи да ги објаснам. Прво, кампањата меѓу двата круга за град Скопје беше во да речем лабав мод. Приземјено. Со по еден настан во денот и така натака. Значи фокусот отиде во општини каде што беше неизвестно. Тоа е прва работа. Втора работа, победникот за градоначалник на Скопје беше известен уште во август месец. Уште повеќе после резултатите од првиот круг. Дополнително се оформи некакво мнозинство во Советот на град Скопје, кој што исто така прокламираше некаква сигурност на изборот. Тоа значеше одредено забавување на мотивацијата за да се произнесе. Се слушам споредуваат со минати избори, но на минати избори ќе потсетам дека победата во Скопје на Данела беше условена со оставка на Зоран Заев. Така, и тоа излегувањето да се гласа во втор круг за Данела Арсовска, значеше излегување да се гласа за оставка на Зоран Заев. Тој сам ја заложи. Се сеќавате веројатно и двајца на СДСМ традиционално излегува да гласа за Данела Арсовска, за Зоран Заев да биде тргнат од политичката сцена. Тоа е втората работа. Третата работа, општините каде што имаше втор круг за избор на градоначалник на општинско ниво, традиционално во минатите 30 години се по-лево ориентирани. Ајде да не речам левичарски, но се по-лево ориентирани. Процентот на излезеност во Центар и во Карпош е поголем отколку во Гази Баба и во Бутел. Нормално. Зошто? Заради тоа што луѓето беа мотивирани да изберат и градоначалник на својата општина во трки кои што беа неизвестни. Така, Карпош и Центар беа трки кои што беа релативно, посебно Карпош, релативно неизвестни. И секој глас можеше да одлучи избор. И третата работа, очигледно е, врз база на компарација на овие три општини каде што се бираше градоначалник во втор круг, Аеродром, Карпош и Центар, каде што имаше различна композиција на кандидати, тука имаше СДСМ и ВМРО, тука имаше ЗНАМ поддржан од ВМРО и СДСМ, тука имаше независен со ВМРО, која ќе ги споредите и ќе направите кроз табулација на гласовите, ќе видите дека опозицијските гласови отишле на контото на Амар Мециновиќ. Така да тоа е причината за таквата констелација. Да беше понеизвестна бројката, мислам дека потенцијалот на може би тоа е специфика и на кандидатите и тоа го има. Аеродром на пример имаме 1200 гласа без малку. Дејан Митевски има повеќе од градоначалникот на Скопје, меѓутоа веројатно и тоа има свое влијание. Сепак господине Селмани, по статистика и тоа што се насловите денеска е дека Орце Георгиевски е еден од кандидатите кој од 2005 година влегува со го добива мандатот со најмал број освоени гласови, колку од овој факт имаше основ за тој триумфализам со влегувањето преку триумфалната порта, или тоа ќе го препишете на фолклорот и партискиот пиар? Мислам дека пиарот и чувството на задоволство после 4 години, би рекол, тешка битка на структурите кои што го поддржа, чив кандидат беше Орце, ВМРО да помене, со бившата градоначалничка Данела Арсовска. Нивното чувство беше, да, триумфалистички, дека еве навистина успеавме да победиме, иако или тоа што го кажа, известна беше на некој начин победата, како што се доближуваше изборниот ден,
Меѓутоа, тоа е дел од фолклорот, тоа синоќа беше, нема да ќе се заборави она што е битно е дека имаме градоначалник кој што победи на изборите и кого што го очекува град Скопје со многу големи обврски. Работи кои што може да се затворат пред 2 години, оставени се уште отвори незавршени проекти. Има проекти кои што се започнати од времето на Петре Шилилов, кои што не се завршени. Има еден куп на капитални инвестиции кои што се на пола или привршени. Значи, Орце, сегашниот градоначалник, е во позиција од една страна да биде среќен, затоа што све што ќе направи сега, све веднаш народот ќе го види и ќе ги почувствува. Да направи малку што ќе ги почувствува разликите. Не може да биде малку, бидејќи предизвиците се големи. Од да кажеме, базичната услуга, тоа е хигиената во град Скопје. Значи, која што никогаш порано скоро да не била топ тема, како што беше последните 2 години. Така што од хигиената, зеленилото, и све друго што значи завршување на актуелни проекти, од Момин поток, Клучката, булеварот, па до пуштање на тунелот под Лимак, кој што ќе треба да го испразни централното градско подрачје да функционира послободно. Значи, и ред други проекти кои што Орце го чекат. Се што застанало пред 4 години и се создало ново. И вклучително и она што се вика генерален урбанистички план, за кој што јас посакувам ден после земање на мандатот Орце да се напати, да направи соодветна добра професионална комисија, затоа што тоа е развојот на градот. Значи, ние имаме генерален урбанистички план од времето на Коце Трајановски, немаме друг кој што е веќе надвор од употреба за многу работи. Зборевме пред емисијата. Легово клинички центар денеска не може в саат време да излезам заради тоа што цело време, значи, Водњанска е блокирано, клинички не може да функционира. Ако пред 10-15 години во просек сме имале едно и пол возило од дома, денеска имаме по 3 возила дома. Ако сме имале каков таков јавен сообраќај функционален, денеска немаме јавен сообраќај функционален и ред други прашања кои што новиот актуелниот градоначалник ја има таа привилегија да ги реши. Некои работи очекуваме дека веднаш ќе бидат видливи, меѓутоа има работи кои што веројатно ќе треба да се видат до крајот на мандатот, вклучително големите капитални проекти кои што некои можеби за година дена ќе може да завршат, некои малку покасно, ама фокусот мора да биде во развојот на градот. Значи, сакале не ќеле, ние имаме еден град кој што е метропола, кој што се загушува затоа што единствено место кај што немаме пат на населението. Според статистичките податоци е градот Скопје. Расте населението. Колку од иселувањето... Се расте само градската инфраструктура, не? Расте населението, расте потребата, растат потребите на граѓаните, значи ние живееме сепак, не сме одвоена клетка надвор од светот. Живееме во Ќе се навратиме на тоа се што се очекува и од градоначалниците, особено Скопје, но и од централната власт, но еве да го заокружиме тој дел со пораките, го допревте и вие. Дали опозицијската тенденција во земјава, како што изјавија синок Гамециновиќ и Апасиев, се престројува, како што рекоа тие зад левица, бидејќи дебакал се градоначалничките места, ако се погледнат советничките и таму има дебакал кај СДСМ, но тоа се но пак 231 советничко место, воспоредено со растот на левица и па дури и знам кои што се благи растови во тој поглед. Многу луѓе во државата имаат желба политичката сцена да ја прават Скопје центрипетално. Значи, Скопје го анализираме и ги градиме впечатоци. Морам да потенцирам во овој период. Гласачите во Скопје не се ни 1/4 од вкупниот број гласачи во Македонија. Да не создаваме слики дека Скопје е пола држава, Скопје е 1/4 од државата. Толку.
Не повеќе. Услуги земат пола население. Тоа е сосема друго прашање. Да, услуги. Значи услуги треба да испорачат за пола град. Да, ама услугите кои што ги земаат другите се поскапи за другите. Например, да дојдете од Гевгелија да гледате опера во Македонија, треба да платите 2000 денари поскапа карта, зашто толку кошта превозот. Ама доаѓаат. Но тоа е друга дебата. Тоа е друга дебата. Да се вратиме на ова што праша Боби. Сега, тоа е една работа. Друга работа, неколку изборни циклуси наназад. Не зборам еден или два, зборам 4 изборни циклуси наназад. Левица го има истиот опсек на гласови. 50-60, 50-60, 50-60. И на секој изборни цикл, после секој изборен циклус не имаме прокламација дека еве левица докажала дека расте и само што не порастала. Јас тоа врз база на бројки, не сакам да бидам сватен погрешно, но врз база на бројки гледам дека тука е опсегот кој што го доживува. Ова што Амар вчера го доби како гласови, ви реков. Сите што гласале за Стефчо, гласале и за Амар. Сите што гласале за Горан, гласале и за Амар. Сите што гласале за Александар во аеродром, гласале и за Амар. Дали се тие гласови на Александар во аеродром од СДСМ или на Амар од Левица? Ме разбирате? Тоа е непознато, бидејќи има и едно друго гледање, се извинувам на гласовите, дека гласовите на СДСМ не се прелеваат ни кај левица, ни кај знам, бидејќи СДСМ едноставно си седат дома и не излегуваат да гласаат. Апсолутно не е така. Апсолутно не е така, заради тоа што во овие три општини, најмалку во овие три општини, СДСМ излезе и учествуваше на изборите, без разлика на тоа што председателот на СДСМ го зборуваше ден-два претходно. Тоа е прва работа. Втора работа, со евентуално, сега хипотетички ќе зборам, со евентуална сериозна реконструкција и рекомпозиција во раководството на СДСМ. Каква ќе биде нивна работа, не сакам јас да изигравам доктор, но со сериозна реконструкција, која што би офатила и политички, и методолошки, и кадровски прашања, СДСМ сепак видовме дека има одредена структура, дури и со едно вакво неспособно раководство, со предходно штетно раководство, дури и со едно такво раководство, не добија некои 120, 130, 140 илјади гласови и беа конкурентни во 20 на општини во Македонија. Најголемиот дел од битките вчера беа помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Левица нема освоена града. И на крај, да го вратам муаветот од почетокот на емисијата. Политичките процеси, каде што беа ВМРО СДСМ не во Скопје, покажаа дека СДСМ седи дома, бидејќи немаше од каде да извлече. Политичките процеси значат спроведување на политики, односно капитализација на поддршката. Доколку левица продолжи да биде партија која што свесно бега од одговорностите, а е само критична и се обидува да добие поддршка врз база на општо незадоволство спрема генералниот систем во државата, спрема сите политичари во државата, спрема тоа како функционираат институциите, а ништо во меѓувреме да не промени, тогаш гласачите во точка X ќе сватат дека гласањето за левица е само голо критизерство. Зошто? Заради тоа што левица не капитализираше со зголемување на бројот на советници или тоа го направи на минимално ниво. Пак само во Скопје, нигде надвор од Скопје. Левица не освои ниту еден градоначалник. Ние не можеме да видиме како ќе раководи левица, така? Левица досега имаше неколку директори на јавни предпријатија во Скопје, па нигде не видовме дека правата на работниците во јавните предпријатија кај што беа левица директори нешто драстично се подобрија. Дали видовме левица да поднесе закон со кој што ќе побара израмнување на правата на работниците со правата на администрацијата, која што ја напаѓа, така? Вели администрацијата гласа за системскиве партии. За нив гласале работници. Дали видовте закон со кој што тие ќе побараат да се изедначат правата на вработените? Тоа го нема. Сега се тоа значи политичка, ако сакат. Не, ама јас го кажувам, еве да видиме дали ќе го смена. Значи, ако сакате вие да креирате една сериозна партија која што нема да биде само афектна партија, нема да биде само критизерска партија, вие мора да се потрудите да испорачате резултати, макар бидувајќи втора, трета, четврта партија. Ние тоа досега не го гледаме и затоа мислам дека гледаме стагнација. Пак ќе кажам, извадете ги бројките, 3-4 изборни циклуси, исте бројот на гласови на левица. Да, во Скопје можеби ќе стане интересно да се гласа, се поддржи и така натака, но тоа е само Скопје, никаде надвор од Скопје. Скопје има една специфика, ако се споредат, например, иако не се споредуваат, нели, во принцип парламентарните избори, ќе се види дека се
тука некаде во гласовите, сега тука има различни промени. Кој е вашиот став, господин Селмани? Поменавте на почеток и ве прекинав, коментарот беше во контекст на тоа, ова е блицкрик на Амар и повеќе гласови против ВМРО отколку автентични гласови на левица. Амар како кандидат остави симпатичен впечаток. Значи како млад политичар кој што на атипичен начин и се понуди на публиката, на гласачите со една, да кажеме, понуда со камера, со една камера или со еден мобилен телефон, направиќи видео пораки и на тој начин успеа да се наметне кај гласачите кои што потенцијално не беа определени претходно за која политичка партија би гласале. За да кажеме, за таков кандидат кој што доаѓа од политичка партија кој што не сме ги виделе порано да победат во некоја општина или да управуваат со некоја институција, тоа беше нешто ново. Меѓутоа, јас стојам на ставот дека гласовите што ги доби Амар ќе останат запишани секако во неговото конто, меѓутоа тие гласови не се гласови на левица и тие не се гласови утре Амар да излезе за, не знам, за пратеник или да имаме предвремени парламентарни избори, тие гласови Амар, истиот тој Амар, не може да ги добие како парламентарни гласови. Затоа што имаме глас за, имаме глас против. Меѓутоа, дека внесе една свежина, внесе и дека имаше интересно обраќање, Но не е како што рече, браната е пукната, ние сме вашата опција, дојдете кај нас. Ајде да ви направам конкретна споредба ова што го каже господинот Селмани. Стефчо Јакимовски лани учествуваше на председателски избори, ако не се лажам, како кандидат за председател на државата. Сега учествуваше како кандидат за градоначалник. Само во општина Карпош Стефчо лани имаше 2-3 илјади гласови како кандидат за председател, а сега имаше 2-13 илјади како кандидат за градоначалник. Што значи тоа дека следниот пат кој ќе се кандидира Стефчо Јакимовски ќе има 22.000? Не, едноставно улогата во која што се кандидирал, луѓето го виделе на овој или на оној начин на политичката композиција. Или обратно, Максим Димитриевски на председателски избори, знам на парламентарни, знам сега на локалните избори. Уште една пауза за реклама. Ни останува уште аспектите на пораката кон победниците. Димовски уште во првиот круг на изборната вечер порачавте, ова е резултат кој значи голема обврска, а за оваа влада тоа ќе значи многу повеќе испорака во сите сегменти. Да стојам на тоа. Има обврска и побрзо и поквалитетно да се испорачуваат реформи кои што граѓаните ги очекуваат, пред се во два сегменти, правосудството и обвинителството, тие се два системи, но генерално во тој сегмент, според она што го чувствувам, функционирам во такво обкружување, тука е веројатно најголемото очекување од оваа влада, и второ секако ефикасноста на администрацијата и композицијата на администрацијата, која што, ако ги погледнете буџетските пресметки, планови и за воиднина и она што го гледаме во овие неколку години, станува прескапа, претешка, преголема, а не ја исполнува својата функција. Граѓаните не се задоволни од испораката на услуги кои што треба да ги прави администрацијата. Тука се и комуналните предпријатија, тука и здравството, тука и образованието, каде што немаме Ама заради изборите, во контекст на администрацијата влегуваме во критичен период од една година. Ако не се направи сега тоа, никогаш нема да се направи, бидејќи повторно ќе се влезе во тоа искуство, знаејќи го тоа искуство, бидувајќи дел од политичкиот систем предходно, затоа мојот совет до владата е сега брзо и ефикасно да се зафати со најпроблематичните точки од кои што граѓаните се најнезадоволни. Зошто? Заради тоа што ако ги реши тие точки, многу лесно ќе се овозможи подолго политичко траење на следни парламентарни избори и понатака, и заради тоа што се повеќе и повеќе граѓаните ќе очекуваат резултати. Композицијата на власта сега е, да речам, подредена. Прашањето на легитимитетот кој што беше отварано за албанскиот сегмент
од власта, рекам. Не постои практично, така ќе има обиди да се стави повторно на масата, тоа ќе биде илузорно, така да владеачката композиција, структура, партии, поддржувачи, ако сакате, кои сакате ставите ги во тој пакет, сега нема да имаат или ќе имаат многу помалку оправдувања за бавност при испораката на резултати. Господине Селмани, рековте и на почетокот, ова е порака, земете сега, работите и нешто сработите, но колку овој резултат на вреди, ќе биде на некој начин и пречка во комоцијата или потребата на премиерот да направи некаква реконструкција во очекуваната и од него најавена реконструкција и на кадрите од вреди, кои ако Арвен Таравари беше за нешто во право, веројатно беше во оценката дека беа и се непрепознатливи, дури во оваа влада. Значи, тука перцепцијата во јавноста стои дека има не секаде соодветен кадар вреди во централната власт и дека им треба и освежување, им треба нова енергија, им требат луѓе кои што знаат да си ја сработат работата и кои што ќе си ја завршат честно, поштено, до крај. Ќе можат или ќе отидат во друга насока да се расправаат сега кој да биде лидер на партијата? Јас мислам дека двајцата, да кажеме, лидери кои што излегоа уште помоćни после овие локални избори, имат, ќе биде грубо кажано, што да поделат. Меѓутоа, Изет Меджити е доминантен победник, значи, во Скопскиот регион. Билал Касами е доминантен победник во Тетовскиот регион, односно Полошкиот, минус Гостивар, така што на нив е задачата, успеот што си го реализирале заедно со своите, нели, соработници и партнери, да не се упропастат за некои персонални хирови, егоа и така натаму. Значи, тоа е голем тест, озбилен тест. Вклучен сте во бизнисот денеска, еве, сосема кратко со оглед на времето, што вие сметате дека е приоритетно, бидејќи многу реформи реално во минатото и не, приоритетно е ефикасноста на локалната власт. Треба многократно да се зголеми. Најголемите проблеми никнуваат таму каде што секојдневно граѓаните очекуваат или се соочуваат со тие проблеми. Штом излезе од капијата на куќата или од зградата, се соочува со едноставен проблем. Немање паркинг, зеленило, хигиена, јавен превоз и така натаму. Значи, локалната самоуправа во суштина е најблиската власт до граѓаните. Имат огромна шанса, голема можност, коалиционите партнери, меѓутоа и сите нови гранчалници, затоа што има гранчалници кои што се од опозицијата. Меѓутоа, поготово сега зборуваме за коалиционите партнери, да си ги испорачат прво резултатите на локално ниво. Значи, да менаџират убаво се ресурсите, да ја направат ефикасна администрацијата. А централната власт? Да не чека дополнително на некоја услуга која што е само еден лист хартија со месеци и да кажеме за некое одобрение со месеци, па да биде тоа после жариште на можна корупција и така натаму. Централната власт има обврска да направи системски реформи. Освен поддршка од типот што е за поздравување, нели, многу проекти со кредитот кој што беше земен, унгарскиот кредит, кој што се финансират на локално ниво и кој што видовме цела Македонија, односно општините стана едно големо градилиште, се градат патишта, канализации, водоводи и така натаму, меѓутоа реформите секако треба се направат во смисла и на многу системски закони, законот за локална самоуправа. Значи, тој е стар закон од 2004 година, има многу работи кои што треба да се ревидира таму. Меѓутоа и други закони кои што треба се олесни работењето на локалната власт и поврзувањето со истурените единици на министерствата на централната власт преку тоа што е веќе неминовност, а тоа е дигитализација на услугите. Ние
тапкаме и сме зад околината, зад соседите, зад Европа сме многократно, многу години. Значи нас ни треба дигитализација, граѓанинот од својот мобилен апарат да може стотици и стотици услуги да си ги без да има потреба да се појави на шалтер и да комуницира со службеникот, да си ги искористи и да си ги добие. Во Албанија над 1300 услуги веќе се добиваат преку мобилен телефон. Беше задна, сега е многу напред и Димовски сосема на крај. Многу лидери сгрешиле кога не прекршиле кога да почнат со овие реформи, доколку биде потребна и реконструкција, ќе биде ли колку ќе биде лесно, бидејќи во овој момент, барем според мене, се чини најлесната варијанта е да се реконструира Стефан Андоновски за да не им го руши просекот на нереформскиот просек на останатите. Никако не би навлегувал во имења, сакам само да потенцирам дека председателот на ВМРО-ДПМН има цел мандат во смисла на капацитет да донесе одлуки и ќе добие поддршката од партијата да направи реконструкција на влада. Во која насока ќе направи реконструкцијата на владата е негова одлука, но и негова одговорност. Јас се надевам дека сето тоа ќе биде по принципи на квалитет и на капацитет за испорака на резултати. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема, вам почитувани ви благодарам за вниманието.